Добре дојдовте. Ова е новото издание на Fairplay, кое, како и сите останати, нашата екипа ви го подготвува со многу љубов и внимание и затоа се надевам дека ќе успееме да ве задржиме на оваа фреквенција во наредните минутки. Ќе стартувам со нешто што ете го имам како свое убаво искуство, а тоа се сите мои одења на спортскиот аеродром Стенковец. Не е место кое што често го посетувам, меѓутоа секој пат кога ќе отидам се случува нешто интересно, а и учам нови работи. Па денеска наша тема ќе биде авиацијата, а и падобранството како активност која што е тесно поврзана со овој свет. Верувам, знаете, за многумина оваа тема е интересна, но не секој објективно може да биде дел од светот на авиацијата. Како и да е, денеска имам двајца гости во студиото кои што пред се ги поканив поради еден факт и еден голем јубилеј кој што го прославува Аероклубот Скопје. Замислете, овој клуб постои дури 100 години и годинава ја прославува својата голема годишнина. За сите активности кои што ќе бидат поврзани со оваа тема, но и за тоа како функционираат секојдневно овие луѓе, ќе да знаеме во продолжение. Затоа ве канам да бидете со нас и да останете на телма. Како се негува 100 годишна клубска традиција? Дали е вистина или мит дека човек треба да поседува посебни предиспозиции за да биде дел од светот на воздухопловството? Каква е релацијата и комуникацијата помеѓу пилотите и падобранците? Додека подготовките за големиот роденденски аеромитинг се во тек, во Fairplay со Јана гостуваат Дејан Саздовски и Јане Стефанов. За тоа како поминува еден обичен ден на Стенковец. Кој може подобро да ни каже од моите денешни гости? Со задоволство им посакувам добре дојден на Јане Стефанов и Дејан Саздовски. Добре најдовме. Како сте? Спортски. Спортски, најдобро е да е човек постојано така, со таков филинг. Веднаш ќе стартувам со јубилеј, бидејќи тоа го кажав и централно во најавава, за мене е фасцинантно. Искрено не го знаев овој податок, но го пронедов затоа што веќе стартуваа вашите најави и бројка за почит на вистина, можеби меѓу ретките нешта кои толку долго обстанале кај нас. Претпоставам добро е чувството да баш сега сте овде и можете да го прославите и одбележите. Само што не сме биле тама кога се формирал. Не сте биле. Но без разлика верувам дека ќе има добри мемории, фотографии и така доколку што Аероклуб Скопје е формиран тачно 1923 година во текогаш на СХС, како на територијата на нашата територија Македонија, еден од првите клубови што е формиран. Заедно со истата година Аероклуб Струмица имало тогаш. У тоа време, денеска нема, но тогаш имало. И тие два клуба биле формирани малтене во исто време. Се формирале заради ентузијазмот кон воздухопловството кој што се ширел насекаде во светот, во Европа, во Америка и така натака. Поддршката се разбира дека дошло од централната влада тогаш во Белград. На територија на Скопје е формиран Аероклубот Скопје. И целата таа активност почнала со нарачка на еден авион кој што го набавиле 1924 година, стигнал во Скопје, почнало се лета, обуки и така натака, било од француско потекло. Приказната почнува тогаш, трае до денеска, има застој само во Втората светска војна, а својата ренесанса доживува 50 и 60 години, во суштина поврзано со светската ренесанса во воздухопловството или ние сакаме да кажеме генералната авиација. Таа е генерална авиација, секоја оваа авиација која што е мала авиација за учење, за почеток, за спорт, забава, транспорт на луѓе и така натака. Оваа година сакаме да завршиме со еден след на приказни кои што ќе се снимат за да траат и во наредните 100 години, значи све што е тоа од историја, што може да се сними, што може да се напише, ќе се направи оваа година, ќе биде јавно презентирана, ќе биде јавно достапна и на 16 септември оваа година ќе направиме еден централен настан, тоа ќе биде еден аероклуб, еден аеромитинг. Аеромитингот ќе се одвива на спортскиот аеродром Стенковец, каде што и ние базираме. Ќе биде најатрактивното нешто што се случило на овие простори. Во последните 100 години. Сите присутни ќе бидат задоволни од тоа тамо што ќе се случува. Има многу адреналин, многу интересно, во живо ќе се одвива.
што е реткост, многу гледале акробации на телевизија, ова ќе биде све во живо. Очекувате, како што разбрав, да има многу луѓе и таа бројка ми е фасцинантна. Значи, од сега апелираме граѓаните на град Скопје да доаѓаат со аутобуси, бидејќи ги градски сообраќај ќе биде организиран да носи луѓе со аутобуси, ќе има специјална станица на спортскиот аеродром Стенковец. И од сите населби во градот ќе собира луѓе, ќе ги носи, ќе ги враќа, шател аутобуси и така натака, а паркинзите кои што ќе бидат спремни околу аеродромот за неколку илјади коли ќе бидат воглавном наменети за посетителите од Косово, Србија и од другите градови во државата, бидејќи ќе биде од митингот од регионална карактер. Значи, повикот е на сите европски здруженија кои што се бават со воздухопловство и очекуваме до 500 воздухоплови спортски да пристигнат на аеродромот и да присуствуваат на овој митинг. Обичен ден на Стенковец остана како твој заштитен знак. Продолжуваш таму со екипата да функционирате секојдневно. Па хајде накратко како тоа изгледа. Претпоставувам привилегија да човек секој ден оди таму на работа на некој начин, ама не е само работа, задоволство е. Најубаво е нешто кога ќе успееш работата да ти стане задоволство, а ние што работиме во аероклубот всушност ние хобито ни стана работа и сега се реализираме преку аероклубот и на различни позиции. Дејан е пилот и јас сум падобранец, имаме механичари, имаме повеќе луѓе во администрација, право, каде што повеќе луѓе функционираат како едно семејство, повеќе како семејство отколку како некаква организација. Околу аероклубот оваа година покрај прославата на 100 години, што ние еден проект кој веќе одамна го размислуваме дека треба да го направиме. Сите нормални активности си продолжуваат, обуките си за падобранство, за едриличарство и за моторно летање повторно си продолжуваат, сите оние комерцијални активности што ги правиме, како што се прскање за комарци, вакцинирање на лисици против беснило и weather modification, тоест засејување на облаци, повторно си продолжуваат. Така да обичниот ден сега е само малце поспецијален да има и прослава за 100 години. Целиот тој процес веќе е тргнат. Значи ние во моментов собираме приказни од нашите постари членови кои ни раскажуваат како било некогаш, бидејќи во нашите архиви постојат сите оние дневници што летале, што правеле, меѓутоа записот за каков бил духот на клубот во тоа време и денеска не постои. И сакаме од старите членови да ги слушнеме приказните и сега во моментов обичниот ден ни е многу интересен затоа што разговараме со сите луѓе и ни раскажуваат разни приказни кои се фасцинантни. Во аероклубот во плошта Слобода, она сега што е на Чошо бифе, беше то плава сала да ја речам. Воздухопловци, само ние членовите имавме пристап и си носеме, например, пријатели, другари. Тогаш во сабота магнетофони и косандаци, такви беа, и музика тајланска се слушаше, и одеме, имаше кафе тука, слушавме музика, тоа беше. Пилот и падобранец. Прво, каква е таа релација? Зашто имате исти ставови, зашто најголеми полемики? Пилот е пилот, падобранец е падобранец. Тоа е чиста опозиција. Позиција и опозиција. Значи, не се согласуваме во ништо. Зошто? Благо кажано. Благо кажано? Не сакаат да скокаат од авиони, не знам што им е проблемот. И они чудни луѓе, ја не знам, не ги разбирам. Во воздухопловните спортови многу често тоа го поврзуваат. Пилот за да бидеш треба да скокнеш со падобран. Значи, јас сум пилот 30 години, не сум скокнал ни еднаш со падобран.
нити имам намера. Значи ке нас се Јас мислам дека анекдотите. треба да се врати тоа правило. По 2 скока годишно да прават сите пилоти, па да Да има видиме како подобра ќе разбирачка, има меѓусебна, разбирање. Има пилотите што на пример имаат фрлаат подобранци, би требало да имаат 2 скока за да може да го разберат подобранецот. Иначе ние се шегуваме вака дека сме опозиција. Сепак подобранството не може да постои Едни без без други нашите пријатели Да, пилоти за да може да отидат догоре. Меѓутоа во моментот кога ќе скокнеме веќе се небитни и неважни. Ние си продолжуваме со нашиот скок, исто така и тие сакаат искуство стекнуваат со тоа што не фрлаат, односно летаат авиони за фрлање на подобранци. Сепак секој си го држи, да речеме, својот дел од спортот со кој се занимава, ние со подобранството. Јас иако имам дозвола за летање со авион, не викам дека сум пилот, јас сум подобранец. Тој дури да има дозвола ќе вика дека е пилот, така да секој си е како што си се чувствува. Поголемиот дел од членовите во аероклубот што останале во клубот да гравитираат, да членуваат, имаат, да речеме, слична филозофија на живење, има и исти интереси, слични интереси кои се поврзани саздо покрај тоа што е пилот и капетан на брод. Значи едрилица не лета него едри. Што и активност има човекот секој да посака така. Исто така поголемиот дел од членовите се нуркачи. Сепак не би се согласил дека сме зависници од адреналин, затоа што адреналинот нели може на различни начини да го постигнеш. Ние сакаме на овој начин да си го користиме нашиот адреналин. Ние пилотите живееме во светот дека не би требало нормален човек да скокне од здрав авион. Значи тоа е нашата девиза. Многу мина го мислат. Но сепак ги почитуваме. Падобранците секогаш биле дел од аероклубот. Падобранството е спорт кој што се развивал целиот овој период во тие 100 години. Има особени резултати нашиот клуб во падобранството, кога било некогаш на Југославија, после Југославија, по распаѓањето. Имаат разноразни настапи по цел свет, кај што скокаат во разноразни дисциплини спортски. И можам да кажам дека тоа е вистински спорт. Летањето на авиони го перцепираат луѓето како повеќе како професија него како спорт. Добро. Има спортски дисциплини, но бидејќи се прескапи во нашата прескапи во светот на воздухопловниот спорт, во летањето со авиони, во регионално нема ни еден тим кој што лета за настапи, спортски настапи. Може ли накратко барем да ми кажеш што тоа значи спортско надпреварување од овој тип? Спортско надпреварување. Во што се надпреваруваат всушност? Има два типа. Едното е летање едрилици. Летањето едрилици многу се слични дисциплините сега со параглайдерите. Само параглайдерите се премногу мислам неспоредливо поевтини да ги летате него едрилиците. Еве сега вака само за споредба, еден спортски параглайдер кошта 7.000 евра или 10.000 евра, една спортска едрилица за да релевантно настапиме негдека во светот кошта 200.000 евра. Значи летањето на авиони се дели во два дела. Едниот е летање акробации, кој што треба специјален авион, специјален пилот, обука специјална, стотици илјади евра тоа кошта. И вториот дел е, тоа се вика прецизно летање, значи исто така летање со воздухоплов во кој што се бара одредена прецизност во летањето. Како се оценува? Мене сега, откако слушам, како некој тоа ќе го оцени? Што се оценува кај еден пилот? Еве во двата случаи. Полетува воздухопловот, како полетал? Влегол да ги прави акробациите. Една акробација, друга акробација мора да бидат поврзани, како играње балет, исто. Како клизање на мраз, исто. Значи, сето тоа мора да биде поврзано и да биде направено правилно. Тоа се снима и се оценува од судии. Едно познато акро е вака луѓето што го гледале почесто, да се доближиме малце по до нормалниот свет, е она Red Bull.
Значи Red Bull летањето, тоа е такмичење, ама малце поврзано со атракција, не е толку со Така е. тој квалитет на изведување на одредени акробации. Во Македонија, на нашиот спортски аеродром, се сведува на два типа на луѓе. Едни луѓе што летаат за забава и воздухопловите ги користат за да имаат воздухоплов или еден одреден наш воздухоплов да го искористат за задоволство. Забава, задоволство и прелета до Охрид, до Тиват, до рекреација и така натака, малце е поврзано со тоа. Ајде да кажеме уживање, луѓе го користат. Што како и други спортови, нели? Не секој се надпреварува, туку рекреативно ги применува. Рекреативно, тоа е едниот дел. И вториот дел се млади луѓе кои што градат кариера. Значи, тоа се 16, 17, 18 години, луѓе кои што сакаат да стигнат до комерцијални пилоти, да летаат во комерцијални компании кои што оперираат лоукостовие во Македонија и така натака. Имате Дирекција за заштита и спасување, гасење пожари, МВР, летање хеликоптери, влада, има владин авион. Може, значи, кај вас да почне целата таа? Сите приказни во градењето кариера во воздухопловството почнуваат кај нас. Сазда прво благодарам што сте одлични домаќини. Па еве, кажи ни дали ова што е убаво и сончево значи дека денес имаме идеални или приближно идеални услови за летање. Добро ни дојдовте на спортскиот аеродром Стенковец да се дружите малце со нашите воздухоплови. Ова е совршен ден за летање. За еден патник да се осеќа убаво, се разбира дека треба да е сончево времето, да нема облаци како што е денеска, а ветерот е еден од условите секако, кој што денеска во суштина нема ветер, кој што може да го спречат летањето. Ако е прејак ветерот, ондак немаме услови за летањето. Ти се случило ли некогаш на баш лоши временски услови да леташ и да ти биде тоа непријатно или? Значи, најпогрешна теза е дека пилотите се бестрашни, дека сме се нашле во таква ситуација, сигурно дека сме се нашле, дека сме обучени за да се справиме со тие ситуации и за тоа сме обучени, нема проблем и да се на временските услови да се полоши, сепак ќе оствариме целта. Но во суштина, за да се лета во лоши временски услови, треба да се има некоја потреба или крајна нужда, а не за задоволство. За задоволство сигурно дека ќе го одбереме убав ден, него некои со облаци, со дожд и со ветер и така. Денес е вториот пример. Летаме и за задоволство, но и да им пренесеме на нашите гледачи каква е вашата работа. Уште да ни кажеш со каков тип на авион ќе летаме, малку подобро да не запознаеш. Значи денеска ќе летаме со тип на авион Piper, кој што е од школска категорија, значи за повеќе за учење, но и за задоволство. Луѓето го користат за значи оние кои што аматерски се занимаваат со воздухопловство, за кажам летови за задоволство или за така рекреација. Ако еден човек дојде и на Јане му рече јас сакам да се занимавам со падобранство или ако тебе ти рече јас сакам да бидам пилот, што ќе следува како одговор од ваша страна? Кои се основните нешта што треба еден човек да ги има за да може да се обиде, а потоа да видиме дали ќе стане дел од друштвото? Сите што имаат желба да се занимаваат со било кој од овие воздухопловни спортови, се добре дојдени во нашиот клуб. Меѓутоа, еве како статистика една ќе направиме за оваа година, имаме 15 нови падобранци кои во моментов се на обука. За да може, за тие 15 кои дојдоа, јас имам направено со преку 300 луѓе
имам разговарано на Разговори. телефон, Да. допишувано по социјални медиуми со околу 300 луѓе. Значи тоа е процентот на луѓе кои одлучуваат да се занимаваат со тоа. Моментот е дека секој што има желба може да се обиде да го направи тоа. Меѓутоа, клубот преку активноста што ја прави и преку таа дружба со постарите генерации на членови во клубот, се прави една филтрација. Или, бидејќи сите овие спортови не можеш да ги лажираш. Можеш да лажираш дека сакаш тенис да играш, дека сакаш па да одиш на терен да си пиеш сокче. Меѓутоа, кога се работи за овие спортови што се поврзани, да речеме, со повисоко ниво на ризик, нема лажирање. Или го сакаш, или не го сакаш. Тие што го сакаат, остануваат. Тие што вистински го сакаат, остануваат. Всушност има неколку типови на луѓе кои доаѓаат. Едни се тие што го сакаат подобранството, сакаат да скокат. Други што сакаат да докажат нешто пред себе и што сакаат да докажат нешто пред другите. Овие што сакаат да докажат нешто пред себе и пред другите, во првите 2-3 скока веќе си докажале и немаат потреба повторно да скокаат. А тие што навистина го сакаат, остануваат во клубот и остануваат, се обидуваат да најдат начини, бидејќи ова сепак е малце и скап спорт, се обидуваат да најдат финанси за да може да си го финансираат скокањето. Кога се случил во клубот првиот официјален лет, попрецизно бидејќи спомена веќе година, а кога првите скокови, да? Значи првиот лет 1924 година е случен. Тогаш дојден и првиот воздухоплов од Франција кој што бил купен и тогаш почале обуките. Значи дошле со пилот кој што почел да ги обучува и така натака. Има евиденција од тие моменти кога се случувале. Првиот скок е направен 1926 година на аеромитинг во Скопје. Тука има една интересна приказна која сега ние во овој период многу се занимаваме со историја, читаме се и се што и приказната 5 луѓе скокнале во тој ден. Требало да скокне и одредена Здравка Николич, која била сопруга на познат кафанџија Милојко од Скопје. И тој и дал согласност писмена за да го направи скокот. Верувам дека не верувал дека ќе ја изберат, меѓутоа ја избрале. И после така беше тоа напишано убаво дека пред скокот за нејзе падобран немало. И ние можеме да предпоставиме што направил Милојко за да снема падобран. Мистериозно да исчезне падобранот. Како изгледаа вашите лични први искуства? Значи прв официјален лет и прв официјален скок, да. Кога беше тоа? 1993 година го почувствував со едрилица, бидејќи по тој стариот систем беше прво се летаа едрилици и се учеше да леташ едрилица, после тоа се леташе авион, бидејќи имаше селекција и во нашето време, во моето време не се плаќаше, значи Министерство за одбрана и Министерство за образование беа спонзори на сите воздухопловни активности и со крајна цел селекција и бирање на кадри да има за во војска и така натака, а Министерство за образование за да има воздухопловен кадар. Завршуваше школска година, се правеше база. Базата беше на спортскиот аеродром Стенковец нормално. Там спиевме, имаше спавална, како да кажам. Например, 7 меделичари бевме избрани
Претходно сме биле на теорија, цела зима сме поминале на низ теоријата, сме полагали испити, лекарски прегледи и така натака. Дојде моментот кога едноставно инструкторот искочи од лицата и кажа: "Ја спремен ли си сам да идеш?" Да. Идеш сам. Шокиран максимално, не ни бев свесен дека можам сам да летам. Не повлече авионот, озработев све како што учев претходните денови тачно точно по сите школски и слетав, и тоа се случи 2 пати тој ден и беше тој моментот на секој еден пилот кој што го преживува, и тоа е најголемата траума уствари, која што беше страшно. Има страв, претпоставам. Никаков страв нема. Страв? Нема, само имаш адреналин колку што сакаш и да не сгрешиш нешто, да го направиш истото. И тоа беше тој момент кој што до крај на живот веројатно ќе го памтам, и тогаш уствари така се станува пилот. Луѓето не треба да прават перцепција за пилотите дека се специјални луѓе. Значи, тоа не се никакви специјални луѓе, тие се најобични луѓе, нити се хиперинтелигентни, нити супер луѓе. Значи, тоа се единствено нешто што ги двои луѓето помеѓу тие што летаат и тие што не летаат. Ние го оценуваме тоа како способноста на еден човек да го менаџира стресот. Значи, колку повеќе можеш да се справиш со стресот, толку си подобар пилот. Бидејќи единственото нешто што ги двои овие луѓе од тие луѓе е луѓето што имаат поголема доза на стрес, никогаш не можат да се осамосталат сами да раководат со воздухопловната. Во нашиот клуб имаме систем за било кој што сака да се занимава со воздухопловство или сака да проба да се занимава со воздухопловство, му даваме еден пробен лет со инструктор кој што може да му каже: ти имаш имаш предиспозиции да можеш да леташ, да не леташ и така натака. Во главном, кога ќе се развие еден пилот, важи анегдотата: секој жив пилот е добар пилот. Или седни летај го авионот, или немаш што приказни да кажуваш, тоа е тоа. Значи, кога коментираме, особено на комерцијални летови, кога нели има некои што се за нас може по-травматични, турбулентни и така натаму, кога ќе речеме пилотов денеска катастрофа беше, минатиот пат подобар ми беше летот, не. Така, не ни е на место заклучокот, сакам да кажам. Тотално не е до него лично. Да. Значи, сите пилоти, посебно во комерцијалниот дел од летањето, летаат на ист начин. Не може, не ни можат да импровизираат. Нешто. Нити да тоа слетал по-нежно е забрането. Значи, секое слетување треба да биде бам. Школско. Бам. Бам. Значи, кога ќе видите еден авион дека слетува и направил бам, тоа е вистинскиот начин. Тој што направил лис, или ние лис го викаме, ништо не се сетило, тоа е неправилно. Не е школски. Во нивниот свет. Добро. Не е школски. Не, нема тамо школски. Тамо школски е процедура. И од прв ден до последен ден така се лета воздухопловот, тие се книгите, исто мора да биде правила на компанија, правила, и тамо нема импровизација. Значи, ке нас, кога ќе дојдеме, кога ќе дојде некој да лета, ај идеме до водно, идеме до вамо, тамо може и малце креација да се додаде. Тамо нула креација, нема. Луѓето веруваат дека ако носиш наочари не можеш да скокаш, што е погрешно, затоа што во денешно време кога си плаќаш за својата обука, треба да имаш минимум медицински услови за да може да го направиш скокот, и наочарите не се никаков фактор. Затоа и е тоа верување дека треба супер луѓе да бидат тие што специјален да си по нешто. Специјално. Твоето прво искуство сега и ти да ми го раскажеш? На 16 години имав една... Најблиските знаеа ли дека ќе отидеш? Знаеа, да, знаеа. Кај мене, например, за чувството како беше за мојот прв скок, бидејќи први скокат луѓето што се потешки, така во падобранството иде. И јас секогаш сум бил малце потежок од другите. И излезе да прв пат влегувам во мал авион, тогаш Ан-2, тоа е полумал авион за 12 падобранци.
Прв пат легувам во таков авион и треба да скокнам прв пат, прв дента, и никогаш не сум видел човек што скокнал. И застанувам на вратата и викам што ме дотера да дојдам овдека за да го направам ова. Се вртам и ги гледам овие постарите падобранци седат, ти покажуваат, се смеат. И викам ај ќе скокнам еднашка, па ќе речам не ми се допаднало и ќе и го направив тој скок, скокнав. И во еден момент од буката на авионот тотален мир, отварање на падобранот, земјата пред тебе. Едно прекрасно чувство на успех, едно прекрасно чувство на контрола и тогаш слетав и тоа беше љубов на прв поглед за цел живот. Сега имаш ученици и сега се случуваш со обратната страна на приказната. Ти си тој што вака треба да направи во еден момент. Сега имам и мојата ќерка на обука. Леле, тоа сега ќе прашам дали вашите деца се дел од овој свет и дали добија поддршка. Веќе дозвола зема? Сега полага. Сега полага, да. Значи нема. Нема сакам, не сакам, тоа е. Мора да даш поддршка. Не, уопшто не. Ја не сум се мешал комплетно, не сум напињал, не сум викал ајде, ништо. Само желбата и тоа. Тоа е тоа. Да, Ја не исто. Ние, да, не во принцип сме ги поддржувале сите спортови, пошто јас верувам дека нашата младина може да биде заштитена само од спортот. Затоа што преку спорт се бориме со сите оние лоши обштествени обштествени живот. Секогаш спортот на добри работи не учи така. Секогаш сум ги стимулирал дека мора да има спорт, меѓутоа никогаш не сум барал тоа да биде спортовите што јас со кои јас се занимавам. Оваа година ме праша не да рече од кога може да почнам, ја викам од 16 години, вика значи оваа година, да сине оваа година и еве веќе почнува да учи, да прашува. Да. Добро, не, тоа е класично, ти си ќерко, татин сине, наша, да. Да, така е. Има еден многу важен податок, не сакам да го заборавиме, посебно за оние кои сепак имаат страв од целиот овој свет. Меѓутоа, статистиката, бројките ваши кажуваат дека за среќа жртви немате. Не. Вака Аероклуб Скопје во овие 100 години нема ниеден сериозен инцидент од таков калибар. Значи, во падобранството имало напукната нога, заради лош доскок и така натака, ветер, такмичењата они не ги бираат, значи такмичењата некогаш се речи си во секој спорт има, нели? Кога тренираме се случува. Да, но сета безбедност можеме да кажеме дека во овие 100 години била 100%. Имало членови кои што биле ке нас членови, кои што одреден период фатиле свој правец вон нашата институционалност. Значи, ние еден член го викаме вака, тој додека рипа ке нас, или додека лета ке нас, додека земе дозвола, тоа е наша юрисдикција. Ние се грижиме за него комплетно да биде безбеден во сите аспекти. Има правила, се почитуваат правила, и тоа. све. После тоа, додека ги користи нашите вазухоплови или нашите падобрани и е под юрисдикција на клубот, скокањето и така натака, тоа го сметаме како наша обврска. Некој човек кој ќе реши да си купи свој падобран и да оди во странство, да скока
на свој начин, во своја организација, тоа не е више наш, ние не го Така е. носиме како наш терет или Одговорност, да, одговорност. да. Во однос на скокањето, додека двајца инструктори не видат дека ученикот е способен за скокот, нема да скокне тој. Може да сака премногу, ама додека двајца инструктори не речат дека овој може да подготвен, скокне да. и е подготвен за скокот, тогаш вако нема да скокне. Дали е некаква приказна или вистина дека во минатото полетувале од Партизанска во Скопје авиони? Значи, од улицата Партизанска е полетан жирокоптер. Тоа е жирокоптер, тоа е воздухоплов кој што има мотор со перка и горе има елиса како хеликоптер. Перка како хеликоптер, Да, горе представен. Движејќи се напред по Партизанска, се создава вртење на горната перка и полетува. Значи, тој проект не бил поврзан со Аероклуб Скопје, бил поврзан со Народна техника и фабрика Алумина, кои што они учествувале во изработката, во набавката и во летањето на член наш го има летано, но генерално тоа бил тренд во светот, кој што во моментот се размислувало дека ќе ги замени автомобилите. Сите фотографии што ќе ги видам со падобранци или најголемиот дел од нив се навистина многу убави, па и видео снимки. Која е најубавата локација или за тебе најубавата гледка што си имал досега од сите твои искуства? Јас сум од Скопје, мене најубаво ми е да си скокам овдека на нашиот аеродром. Мене таа гледка ми е прекрасна. Јас кога сум на нашата ливада таму на Стенковец, мене ми е најубаво и најубаво се чувствувам. Меѓутоа, секогаш се атрактивни скоковите, да речеме, покрај море, на езеро, на планина. Плоштад беше доста интересен скок. Да, има видео снимка од тоа, нели? Имаме, Ќе да. прикажеме. Добро. Да. Во скокањето, например, не е местото каде што скокаш, колку повеќе места да имаш скокнато, значи да скокнеш на различни места, да скокнеш во различни периоди на денот, навечер, сабајле. Значи ние имаме исто убав скок ми е и слетувањето на Кале, кога скокавме навечер и слетувавме на Кале, убав е затоа што е тежок тој скок. Да се изведе таков скок ти треба многу вештина и ние успешно го направивме тоа и тоа е една сатисфакција лична и тој скок ми е исто прекрасен. Охрид, скокање во вода исто е интересен. На минатата година на крајот на значи на целта каде што пливаат Охридскиот маратон, ние слетувавме со падобрани и тоа беше интересен скок исто така. Бело поле. Еве, има архива, сите. тоа ви треба. Ви благодарам многу. Сега е времето толку, но до 16 има време. Се надевам дека ќе се видиме и повторно и за најава, а и до тогаш ќе присоберете уште фотографии, видео снимки, па анекдоти. Ќе ми биде драго да ги раскажеме, а реков едве го чекам тој датум, затоа што верувам дека ќе биде убаво искуство пред се за вас, за скопјани, па и за сите останати гости, секако се гледаме, нели? Повторно. Да. Благодарам многу. Се надевам дека и нашите гледачи ужива и како што реков научивме нешто плюс. Јас секогаш уживам во тоа да дознаеме нови информации, нови податоци. Се надевам така ќе биде и следниот пат. Го знаете добро нашиот термин недела 16:15 на Телма. До тогаш останете во добро расположение.